Екипа од ученици, значи и мене како ментор, учествуваше ова година на интернационален надпревар. Неколку години поред учествуваме на вакви надпревари, но меѓутоа еве оваа година можеме да се пофалиме со прва награда, значи платинум награда, во нашата категорија. На овој надпревар вкупно имало 194 пријавени веб страни, значи пријавени проекти во различни 8 категории и нашата страна беше прво изберена, значи со прво место со голем број на поени. Инаку овој надпревар е во организација на Global School ORG и со седиште во Калифорнија и нивна цел е да промовираат локалната заедница, значи како луѓето, тоест младите луѓе треба да бидат идни водачи и на некој начин да наоѓаат креативни решења за она што ќе им се остави во иднина. Нашиот тим избра да зборува за Македонија и за национални бележи на Македонија и еве оваа година успеавме да бидеме први. Критериуми кои беа посебно нагласени за конкурентност? Да, значи критериумите беа да страната е оригинална, значи да не копија од друга страна или слично, да има доза на креативност, да биде едукативна, значи другите ученици да може од неа да научат нешто, да има постои во вид на квизови, дали знаевте дека и така натаму, значи да биде интересна за другите ученици, да можат од неа да научат нешто и воедно да биде исполнета нивната тема, која што беше за оваа година, истражувај и спој, во смисла да се спојат заедниците помеѓу, нели, и да се запознаат подобро меѓу себе. Нашите ученици избра да пишуваат за Македонија и навистина имаше многу што да се пишува. International School Global Fair е наградувана програма, односно програма со автентично учење кое што е употребувано од страна на голем број училишта и младински организации од секаде од светот. Значи, ние студентите имавме за цел да истражуваме за нашите локални заедници и да ги споделуваме нашите сознанија на World Wide Web. Имено интересно беше начинот на оценување, беше преку интернет. Самите ние ученици ги оценувавме претходно одредените проекти кои што ни беа доделени од страна на меѓународната комисија и топ 40 највисоко рангирани проекти беа повторно прегледани од страна на меѓународна комисија и така нашиот проект се издвои од другите проекти кои што беа во нашата категорија историски знаменитости. Значи работевме многу интензивно, имавме голема поддршка и помош од нашата менторка Софија Тошева и можам да кажам дека навистина овој труд се исплати, бидејќи ова не само голем успех за нас, 4 девојки кои што работеа во тимот, туку и голем успех за училиштето Јане Сандовски воопшто.